Обиди за манипулација и политичко профитирање на сметка на човечки трагедии, наместо да покажат зрелост да повикаат на единство и на почит кон жртвите и нивните семејства, СДСМ се однесува деструктивно со неосновани обвинувања, шпекулации, театрални пресконференции, драми, па дури и физички пресметки во Советот на општина Кочани. Познавачите коментираат дека целта е јасна, заштита на одговорните во нивните редови, но и создавање сомнеш во институциите кои во моментов се борат со последиците од катастрофата. Сите овие пресконференции на Социјалдемократскиот сојуз се во насока да се изманипулира јавноста и да се влее несигурност во институциите кои всушност тие ги инсталираа. Сите обвинители, целокупното јавно обвинителство, што е актуелно денес, е всушност избрано во нивно време. Ловот во матно и обидите за формирање преки суд се уште поголема иронија ако се земе предвид дека најголем дел од проблемите со безбедноста и инспекцијските пропусти, кои сега ги критикуваат, се резултат токму на кадри и функционери кои тие ги поставиле. Сега бараат одговорност од други, а кога тие беа на власт молчеа и ги штитеа своите. Оваа истрага која се води за настанот во Кочани е всушност најтемелната истрага што досега е водена во Република Македонија со најширок опфат на сите физички и правни лица кои имаат каков и да е придонес во она што се случи. Така што сметам дека е невкусно да се собираат политички поени на нешто на што цела македонска јавност е трогната и е згрозена од тоа што се случи. Без докази и обвиненија за селективна истрага се обидоа да го дискредитираат јавниот обвинител кој токму тие го поставија. Експертите велат дека институциите треба да се остават да ја завршат својата работа до крај без притисоци, а за правните процедури треба да коментираат правници, а не партиски портпароли. Досега се обвинети вкупно 34 луѓе и 3 фирми. Посебна истрага има и за 20 на полициски началници и службеници од Кочани и Штип. Дел од предметот се поранешни градоначалници, поранешни и сегашни министри, поранешни и сегашни инспектори, поранешни и сегашни началници, поранешни и сегашни полициски службеници.